civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Најме дека еден поранешен министер за правда го промовираше фактор дека големи средства се одвоени за реформи во пенитенцијарниот систем, меѓутоа како што течеше времето, тој затворските установи станува од лоши по лоши. Да речеме за Кумановскиот објект, дали имате некои коментари воопшто во... Вака, значи, кој сте толку долго во затворскиот систем и колку и да се обидува да ве тргнат настрана сите токови кои што се сточуваат во државата, сепак имате информации релевантни и изворни што се случува. Проектот, односно затворот Куманово, познат како Кашањ, е несречна локација која што е, предпоставам, лична желба на одредено лице, да не прејудицирам во овој момент, меѓутоа да направите објект 25 км надвор од Куманово, 18 км надвор од Свети Николе, при тоа да го лоцирате на место каде што нема вода, значи таму бушотини се има направено, меѓу нема издашност на изворите воопшто да го снабдуваат затворот со вода, така да сега во овој период подобруваме со приватна соработка на винаријата што е до самиот затвор. Дотур се прави на вода, меѓутоа правиме напори самиот затвор да обезбедиме цистерна за снабдување со вода, за да може да има одвивање на неопходните работи самиот затвор, значи да ставите во функција една установа која што чини доста пари, да нема пристапен пат, да нема вода, навистина несречно наследено нешто, меѓутоа тоа е наследено, вложени се пари од кредитот, значи пари на граѓаните на Република Македонија, и го ставаме во функција и функционираме колку што можеме подобро во овој момент. Неколку пати споменавте многу интересни аспекти на работата во пенитенцијарниот систем. Докаде е проектот за пробација? За пробација слушаме многу долго време. Имавме можност во минатиот период пред години да видиме една брошурка за тоа што е пробација и како е замислена. Како изгледа пробацијата? Мислам дека ништо повеќе од таа брошурка и не се случи во системот, меѓутоа сега од она што дознаваме, пробацијата конечно како еден облик на едно модерно европско третирање на овие теми е мрднато од мртва точка. Меѓутоа докаде сте стасани? Па вака да ви кажам, значи на личното искуство за да биде посликовито. Значи дојдов тука во управата за извршување санкции, никој не ме пречека да ми направи примопредавање, да ми каже докаде што и кој проект е реализиран или кој е започнат и кој треба да се доврши. Мислам дека со таква пракса треба да се престане, треба да бидат во тек и она што е добро да се продолжи. Кога дојде моментот да прашам пробација, како што рековте, видов брошурка дека закон за пробација е донесен, и прашав што е ова, зашто тоа за мене беше навистина новина, пошто 11 години не бе во тек и непосреден контакт со работите кои што се случувале во управата за извршување санкции. Ми кажа дека има закон за пробација 2015 година донесен со одложено действие од 2016 година и дека тоа функционира. И реков, каде функционира? Па вика овдека во управата. Добро, дајте ми канцеларијата да видам каде, па вика нема канцеларија. А вработени? Па нема вработени, вика има овластени, вика од управата некој што се, и каде имате средба со клиентите, со луѓето што има потреба, што има добина алтернативна казна. Па вика доле во ходникот на Министерство за правда. И викам, тоа викате пробација? Напротив, од тогаш до денеска, навистина имаме позитивна промена. Почнавме на крајот, некаде на крајот на август 2018 година твининг проект со Германија и Холандија. Од тогаш до сега имаме отворено 9 канцеларии кои што се функционални во рамките на 8 во рамките на судовите со проширена надлежност. Треба да ги направиме до 15 кои ќе се развие комплетно пробацијата. Првата година имавме 22 договорно ангажирани лица кои што сепак беа во ранг професиите кои што се потребни, значи во затворите вообичаено работат правници, психолози, педагози, социјални работници, дефектолози со затворската популација. Гледавме, пошто и тие ќе бидат осудени лица на алтернативна казна, таков
персонал да имаме и во нашите канцеларии, за да на крајот на 2019, почетокот на 2020 година веќе имаме во редовен работен однос одреден број од нив и на определено. Значи сега моментално имаме 26 вработени во секторот за пробација, при тоа имаме делегирано и од управата за извршување санкции 2 лица кои што водат сметка за пробацијата, исто така во канцелариите Скопје и Битола имаме повлечено и 2 лица од затворскиот систем, значи кои што работат во установите, да помогнат со своето работно искуство и праксата која што имат во затворите, полесно се справат со случаевите кои што ги имаат. И она што морам да го кажам, да се пофалам, дека навистина е тргнато од мртва точка и во овој момент имаме повеќе од 200 и кусур случаеви кои што поминали или се во тек во пробацијските канцеларии во Република Северна Македонија. Јас тоа сликовито го кажувам дека трет најголем затвор во Република Северна Македонија е пробацијата во моментот. Впрочем, тоа е еднината на затворскиот систем и заштитата на тие примарни сторители од криминалната инфекција која што сакале или не сакале се случува во затворите. Во затворите нормално луѓето издржуваат одредена казна, меѓутоа затворските установи се нарекуваат казнено поправни. Дали таа поправна димензија е задоволена, дали имате некакви курсеви или некакви активности кои на луѓето кои престојуваат таму им даваат некои нови вештини, им даваат нови насоки во животот за кога ќе завршат со издржување на казните, да можат нешто да направат со себе, со својот живот и да се интегрираат во заедницата. Дали имате некакви напори во таа смисла? Па на почетокот кажат дека она што го наследивме беше катастрофа, затоа што знам дека 2006 година во КП Домидризова функционираше стопанска единица Препород, каде што голем дел од осудената популација која што функционираше внатре во ѕидот. Значи Идризово го перципираме како затвор капедом со зидот кај што беа сместени некаде околу 700 или 800 осудени лица внатре во зидот, кои што својот работен ангажман или учење на занаети го правеа во работениците кои што функционира во Препород. Делот на осудените лица кои што беа со пониска казна, значи од пракса лице кои што има под 5 години, ние можевме да ги вадиме на времето надвор во отвореното оделение и да бидат ангажирани на земјоделските површини во стопанската единица економија, каде што имаше пилиштара, фарма со крави, значи овци, млекара. Значи едноставно да се занимава со таква работа која што ќе им овозможи утре надвор кој ќе излезат од затворот да се реинтегрираат во општеството. За жалост сето тоа беше уништено, руинирано, распаднато, наследени долгови, наследени тужби. Тоа е економија, наследила долгови, нели, за да зборувам дека како управа за извршување санкции кои дојдовме, тоа веќе не беше составен дел на Идризово. Во одреден период претходната власт го трансформира како доел на владата. И сега вика управата има ингеренции, а тоа е доел на владата. Дојдете па да се снајдете. Значи буквално таква ситуација настави, меѓутоа владата смогна сили, определи средства на вработените што се тамо да им ги исплати за останатите плати за оние кои што имаше валидни документи или пак на доверители кои што имаа завршени судски постапки со правосилни и извршни пресуди и решенија. И на тие им се подмирени долговите. За жал не сите баратели, односно доверители, има валидна документација во тој период, па така да дел од нив остана и неподмирени. Она што сега во овој момент се прави, затоа што тоа навистина не може да се компензира и затоа што ќе видите од скицата дека во делот каде што е Препород, моментално каде што функционира, екзистирала стопанската, односно доел Препород, се предвидени други содржини и во овој момент и во другите установи се фокусирани на соработка со невладини организации, со UNDP, со соработка со краткорочни проекти за образование на возрастни преку Министерството за образование и во дел од затворите, во установите имаме реализирано обука за специфични занаети, како што се во затвор Тетово, затвор Скопје, затвор Куманово, затвор Штип, КП Домидризово. И сега се работи исто проекти во Струмица. Се надевам дека таа соработка со UNDP, со амбасадите кои што сакаат да поддржат такви проекти, ќе продолжи во наредниот период.
Впрочем, имаме веќе дадено виза од швајцарската амбасада за таква соработка и јас сум задоволен што се наоѓаат, се таргетираат занајати кои што се потребни на пазарот на трудот, било во Република Северна Македонија, било во Европската унија и веќе колку што знам има и позитивни искуства таа работа да луѓе што завршиле со обука и завршиле со казната затвор да се вработиле, неколку се и тука вработени, а неколку и во Европската унија отишле и се вработиле со тие занајати кои што ги имале, дали се тоа пекари или се аргон заварувачи, бравари или не знам која друга. За колку луѓе зборуваме? Колку луѓе сега во моментов се Дос- секнале со одредени Во овој- занајати во состав на овие активности? Па во овој период јас оперирам со бројка некаде од 150 до 200 лица кои што поминале низ овие обуки, меѓутоа сметам дека тој број ќе биде уште поголем, затоа што работиме во трите КП дома кај што имаме луѓе со повисоки казни, да вклучиме и дополнителни содржини. Имајќи во предвид дека сега и на терен имаме обезбедено други предуслови кои што се неопходни за такво нешто, значи вие може да имате групна работа или настава доколку имате обезбедено просторија за таа работа. Ние, значи, во овој период имаме обезбедено такви можности и се надевам дека во соработка со и сега го повикаме во овој момент невладиниот сектор да активно се вклучи во работата во казнено-поправните установи, затоа што тие се помош и репер. Значи, ние имаме проекти со млади правници, со Хелсиншки комитет, со Холандски Хелсиншки комитет, со Зелена лупа, може би сте слушнали или не сте слушнали, во затворот Штип имаме луѓе кои што се ангажираат со осудените лица да вежбаат јога. Значи што навистина е нешто новитет во затворскиот систем, меѓутоа спремни сме да сработуваме со сите кои што можат да допринесат за подобро функционирање на затворскиот систем во Република Северна Македонија. Велете дека сте во овој сектор повеќе од 20 години, 26 години. И дека имате извонредно големо искуство, очигледно од овие 2,5 години како директор за себе имате голем број проекти, успешно завршени, дел во тек, и се работи изгледа за човек кој добро си ја знае работата, меѓутоа 11 години за време на режимот. Каде бевте? Во ФИОК. Буквално така, значи добиав годишен одмор, иако не ми следуваше годишен одмор, се со цел да не се видам со меѓународни фактори кои што доаѓа во установите. Имам информации дека некои луѓе од експертите што доаѓале прашувале каде сум. Ми кажувале дека сум на боледување, иако никогаш во животот, значи до минатата година, никогаш во овие 26 години еден ден неам отсуство од работа, ниту пак сум на боледување. Меѓутоа болеста ме стигна, ме дистанцираше одреден период, а меѓутоа повторно се врати. Не знам зошто тогашната постава не сакаше да го искористи знаењето мој и на колегите кои што ги има во самите установи и можам да потврдам дека се на ниво на експертите кои што доаѓаат од надвор, затоа што ние функциониравме во еден период кој што нашиот систем може би бил и врвот во Европа, поготово за малолетничката деликвенција. Исто така можам да кажам дека во одредени установи и постпеналната помош на осудените лица, односно на затворниците кои што ќе завршат со својата казна беше на многу високо ниво. Сега правиме напор тоа да го вратиме во тек, меѓутоа, како што кажав и на почеток, комплексна е темата за затворскиот систем. Ако ви кажам дека кога дојде од 2017 на 3 август, едно возило немаше исправно управата за вршење санкции. Сега имаме, значи, со помош на Агенцијата за управување со одземен имот набавено околу 20 возила. Исто така имаме купено 14 нови комбиња. Затворскиот систем не познава таква наплив на обезбедување на средства за теконово функционирање на установите. Исто така, прв пат во историјата на затворскиот систем, минатата година се обезбедени средства за здравствена заштита, за здравствено осигурување на сите осудени лица. Тоа беше 2019 година. И таман кога ќе помислите дека проблемот е кога немате пари, ќе ги обезбедите парите и онда наидувате некоја бирократска работа или законска одредба која што се поставува пред вас како несовладлива препрека. Меѓутоа тоа не обесхрабрува, напротив, тражиме конструктивни решенија и креативни за да ги надминеме тие тековни проблеми во функционирањето и досегашниот
период јас сум изузетно задоволен, посебно на установите кои што се придвижија, го препознаат тој позитивно придвижување, меѓутоа морам да пофалам како секој раководител и управата за вршење санкции, затоа што човек сам за себе не може ништо да направи, позади сите овие работи и проекти што се завршени стои управата, која што не брои голема бројка, меѓутоа се надевам дека никогаш нема да рече дека сум претерал со барањата кон нив. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.